Денес и утре на терените на Попова шапка ќе се одржат седмите поред универзитетски надпревари по скијање во организација на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Ова универзитетско првенство по скијање ќе се одржи во дисциплината велеслалом, едно возење на патеките на овој скијачки центар. Свеченото отворање е закажано за денес во 19 часот и 30 минути, пошто се предвидени и културно-забавни активности за студентите. Почетокот на надпреварите е закажан за утре во 10 часот и 30 минути. Под мотото "Сите на снег", утре на Попова шапка ќе се одржи промотивен ден во организација на Скијачката федерација на Македонија, клубот Полар, меѓународната федерација ФИС и Елем Турс. На оваа манифестација првите 30 пријавени деца на возраст од 6 до 14 години ќе можат да ги направат првите чекори во скијање и во сноуборд. За нив ќе се грижат 15 искусни тренери кои ќе се обидат да ги воведат во овие зимски спортови. Организаторите се погрижија децата да добијат бесплатно организиран превоз, оброк и пијалок, часови по скијање и сноуборд, изнајмување опрема и возбудливи трки. Според управителката на Елем Турс Јованка Стојанова, оваа манифестација ќе влезе во календарот на планирани активности на туристичкиот центар Попова шапка и за наредните скијачки сезони. Веќе од наредната сезона во функција на подобрување на условите во скијачкиот центар, АД Елем почнува со серија инвестициски зафати во туристичкиот центар Попова шапка вредни околу 30 милиони евра. Еден од капиталните проекти што започнува годинава е изградба на 607-та жичарница. Должината на трасата е 1420 метри. Иницијалниот капацитет за транспорт на скијачи е 2400 скијачи на час, а максималниот 3200 скијачи на час. По должина на оваа жичарница ќе бидат изградени 3 скијачки патеки со вкупна должина од 5 километри. Од Елем информираат и за објавен повик за паркинг со капацитет од 350 возила со соодветно осветлување и пристапен пат. Ќе се гради и нов хотел на местото на сегашниот Славија. За продолжување на сезоната во овој наш зимски центар предвидена е изградба на систем за вештачки снег. Изградбата на овој резервоар треба да заврши во октомври 2014 година, кога ќе биде инсталиран и системот за вештачки снег. Резервоарот е со должина од 80 метри, широчина 100 метри, максимална длабочина од 7 метри и капацитетот на зафатнина е 32.000 метри кубни. Со оваа количина на вода, ФИС хомологираните патеки за веле слалом и слалом ќе бидат целосно покриени со вештачки снег. Пред почетокот на сезоната 2014-2015 на Попова шапка ќе биде инсталиран нов систем за печатење и евиденција на билети. Со овој систем се очекува поекономично и поедноставно функционирање на скијачкиот центар. Една од новините е изградба на сноуборд парк кој ќе ги запази критериумите за одржување на официјалните ФИС надпревари.